Собранието на Република Македонија попладнево ја донесе одлуката за распуштање на парламентот. За одлуката гласаа 110 пратеници, немаше против и воздржани. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски рече дека конечно во собранието сите консензуално се согласуваат дека треба да се одржат предвремени парламентарни избори. Тоа што сите се согласивме со избори е очекувано затоа што македонските граѓани не заслужуваат уривање на институциите на државата и константна политичка криза. Следните 50 дена се одлучувачки за тоа по кој колосек ќе тргне државата и дали ќе дозволи некои удбашки структури да ја повлечат по лоши патишта. Се надевам дека по неколку дена опозицијата нема да трча по странските амбасади за да ја спасуваат од сигурен изборен пораз, рече Димовски. Рената Десковска, пратеник од СДСМ, во обраќањето нагласи дека очекува на 11 декември да има избори кои ќе бидат слободни, фери и демократски. На изборите на 11 декември, рече таа, не смее да се гласа со лажни лични карти, не смее гласачи да шетаат и да гласаат на повеќе гласачки места, не смее да има притисоци, закани и уцени на избирачи. Формирањето на специјалното јавно обвинителство, потенцираше таа, е првиот знак за нивната заложба за казнување на криминалот и криминалците да одговараат. Според пратеникот од Дуи Рафис Елити, на Република Македонија и треба нова визија и треба да оди по друг пат на решавање на проблемите со кои се соочува. Граѓаните истакна очекуваат Македонија да биде дел од НАТО и од Европската Унија и да ги постигне потребните стандарди, а Лити изрази верување дека ќе дојде време, како што рече Албанец, да председава со пленарните седници на Собранието на Република Македонија. Собранието претходно денеска го донесе буџетот за 2017 година, со што се создаде услов за распуштање на овој пратенички состав. Пред почетокот на расправата за распуштање, пратениците ги избраа Дејан Бошковски и Енвер Елмази за членови на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија. Собранието ги донесе и измените и дополнувањата на Законот за банките, Законот за иновацијска дејност и програмата за одбележување јубилејни годишнини за значајни настани и личности.